Кога беше представена Honda E во 2020-та, јапонците тврдеа дека целокупниот пакет е осмислен точно според потребите на просечен европски возач и можеби беа во право. Она што не го предвидоа беше маркетишкиот ефект во однос на конкуренцијата со која Honda E не можеше да се носи. Ако од тогашен аспект се чинеше дека сето ова наликува на еден голем и скап експеримент, сега сме сигурни дека навистина беше така. За овие 3 години јапонците ниту еднаш не го унапредија овој интересен автомобил, задушувајќи ги сите потенцијали што тој ги имаше. Тоа всушност можеше да се наслути од самиот почеток со прескромните прогнози за продажбата, но сепак сите сметаа дека заслужува повеќе. Како и да е, без наследник во најава и со само неколку илјади продадени возила низ цела Европа, Honda E заминува во аналите на јапонскиот производител, трасирајќи го патот на малку поголемите и поскапи кросовери кои ќе ја наследат неговата електрична технологија.